продолжуваме да се бориме со пандемијата, а сите знаеме дека Прилеп е еден од градовите каде што имаме најмногу новозаразени, најмногу болни и многу хоспитализирани болни. Се надаваме дека со пуштањето на модуларната болница денес ќе имаме поголема сигурност како за медицинскиот персонал кој што се бори една година веќе со пациентите заболени од COVID-19, а ќе имаме уште поголема сигурност на граѓаните кои што се во неизвестност и секој ден имаме се поголем број на новозаболени, како што знаеме, и ново хоспитализирани болни во нашата болница. Значи, вкупно околу 250 болни имаме во општата болница во Прилеп, од кои што се прилика половината хоспитализирани во 5 ковид одделенија, а останатата половина е на дневна болница или со инфузиона терапија, ја прима терапијата и се враќаат дома. Во следниот период, во наредните 10 дена, отприлика се очекува тој пикот да биде во нашата општина. Медицинскиот персонал е, ајде да кажем, рекомпониран, заедно се сите вклучени во сите овие 5 ковид одделенија. Имаме уште едно одделение ако има потреба од тоа да се вклучи, и секако модуларната болница во крајна нужда ако има потреба. Јас знам дека на сите ни е тешко во нашиот град. Најголем број на заболени имаме во цела држава. Тоа сакам да упатам апел до сите оние здравствени работници од било кој тип во слободното време, ако имаат можност, ги замолувам, упатувам апел, како сакате сватете. Уште овие 10-15 дена имаме потреба од таква помош во нашата болница. Затоа што и текако им е потребен, дали тоа ќе биде лекари, медицински сестри, болничари или друг технички персонал. Ве замолувам, ако имате можност да дојдете за да им помогнеме новите херои на новото време, затоа што тие цела година се истоштени, изморени, и ова е последниот момент кога сакам да им помогнеме затоа што граѓаните ќе го почувствуваат тоа. А на сите вас да упатам апел да ги да ги почитуваме сите протоколи, да чуваме дистанца, да носиме заштитна опрема и никако да не се групираме.